вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве стигнавме до средината на месец март, месецот на пролета, период на будење на природата, рассутување, обновување на животот и пораст на температурите, кои календарски, пролета треба да започне околу 20-21 март. Тоа е најубавиот период во годината. Често опишуван како време на раскошни магнолии, едногодишни растенија кои сега цветаат, но и започнување на нов живот по зимскиот период. Деновите ни се подолги, а времето потопло. Некои научници дури сметаат дека почетокот на годината треба да се помести во март. Токму поради сето ова. Можеби и се во право. Не и се. Минатите неколку епизоди потрошив многу време на дневните теми кои ни одземаа најмногу внимание. Па многу други, ете да ги речеме поспоровозни, но клучни за нашата иднина како држава, како да паднаа во позадина. Така што сега малку ќе го напуштам непишаното правило што сам си го имам зададено, да се занимавам само со темите од последните 7 дена. Ова епизода ќе ја посветам токму на посериозните теми, кои минатите недели не стигнавме да ги изанализираме. Исто така знам дека деновиве и првата годишнина од ужасната трагедија во Кочани, но за тоа нема да зборувам. Толку многу имам кажано на оваа тема, толку читате и слушате деновиве што навистина не би имал што да додам. И не само тоа. Деновиве болката на семејството сигурно е ужасна. И не гледам причина зашто со коментари и анализи само да додаваме на таа тага. Ќе почекаме да заврши судењето, па ќе видиме до каде сме. Така што како што најавив, ајде да почнеме од големите теми. Да, војната во Иран. Не знам дали памтите, само неколку дена по инаугурацијата на Трамп во неговиот втор мандат, тука од ова место го кажав мојот став дека од тој ден па наваму светот веќе нема да биде ист како дотогаш. Дека на светска сцена имаме политичар, водач на најмоќната држава во светот кој е непредвидлив, кој не игра според воспоставените правила и дека има намера да го менува светот. И додадов, не знам дали таа промена ќе биде на подобро или полошо. И уште стојам за тој став. И гледате, денеска тоа само се потврдува. И не само тоа. Тогаш реков дека поради неговиот начин на делување, нели оние глупости што ги прави, како идејата ете да го присвои Гренланд и слично, многу мина го потценуваат. Јас мислам дека за тоа веќе го кажам јавно. Налудничнав настап што го има Трамп, сепак зад сцена се крие една многу вешта стратегија. Негова лична или на некој зад параванот, не знам. Ама гледаме стратегија која де факто го менува светот, го поместува распоредот на силите и ќе има тешки геостратешки последици за сите. Да се обидам да објаснам. Прво и основно, ова што го прави Америка под раководната палка на Трамп, во суштина не е ништо ново. Посебно не во тоа што го направи, например, во Венецуела или сега во Иран. Од секогаш, американците поставувале и рушиле мини диктаторчиња во Латинска Америка. Од секогаш доминирале или пак сакале да имаат целосна доминација на Блискиот Исток. Примери за Латинска Америка има премногу. Од Нориега во Панама па наваму. Исто и во Африка и Азија. Пошто е различно она што се случи во Либија, Сирија, Ирак од ова што се случува во Иран? Во суштина ништо. Разликата е само во представата. Како тоа ќе му се представи на останатиот дел од светот? Што? Зарем некој навистина мисли дека рушењето на Гадафи, Асад или Садам Хусеин има некаква врска со човекови права?
Па немојте ви се молам. Како беше вицот? Што среќа имаат ова американциве, секаде каде што интервенираат за да донесат демократија, случајно таму наоѓаат и нафта. И мали деца знаат дека вистинската причина за се е нафтата. Доминација на нејзиното производство и нејзиниот транспорт. Тоа што го прави Трамп сега е само симнување на ракавиците. Нема веќе маски. Нема зошто да се мачи да подготвува цела приказна за да оправда тоа што сите знаат. Неговите предходници во Латинска Америка смислуваа некакви глупи причини за да ги симнат истите оние луѓе кои пред тоа си ги поставувале они. Само што се мачеа со тоа да подготват терен, да најдат некој послушник, па да го убедат народот дека тој и тој треба да ги води. На тоа трошат милиони и милиони, можда и милиарда долари. Исто и на Блискиот исток. Па колку години им требаше да ја смислат она, како ја вика, арапска пролет. Демек народот се крева против Гадафи, народот се крева против Асад, народот е против Садам Хусейн. Кој црн народ? Зарем некој ќе ми каже дека сега во Либија, Сирија или Ирак поубаво се живее отколку за време на Гадафи, Асад или Хусейн? Да, овие луѓе беа диктатори. Да, овие луѓе крадеа како луди. Да, овие луѓе ја задушуваа слободната мисла, правото на говор и да, овие луѓе убиваа. Но бројката на нивните жртви со таа денеска е немерлива. Сакате да ми кажете дека некој сега поубаво живее во било која од овие земји каде владеат вооружени банди, каде се плаќа рекет за било што, каде што нема вода за пиење, нема најобични услови за живот и места каде што може некој на сред улица да те застрела во било кое време без било која причина. И влакно нема да му фали од глава. За таа слобода ќе ми говори некој. Знам дека со ова се отвара една огромна филозофска дилема. Нели е слобода? И ако по своја волја изберам да живеам во диктатура, која ќе ми ограничи слободата на многу полења, ама ќе ми обезбеди нормален живот, кров над глава, храна на масата, социјална, здравствена и образовна сигурност. Дали ако некој насила ми подарува демократија, но со тоа ми ја руши екзистенционалната сигурност, нели ми ја ускратува слободата да изберам безбеден живот? Со ова не сакам да ги оправдам ниту Гадафи, ниту Асад, ниту Хусейн, но факт е дека луѓето во тие држави за време на нивните диктатури мислам дека има поквалитетен начин на живот од тој што го имаат сега. Како што реков, ова е тешка филозофска дилема и нема сега време да ја разглабаме цела. Да се вратиме на Трамп. Значи ова што го прави не е ништо ново, само што не се мачи да ни приредува лажна приказна. Луѓе, тој отиде во Венецуела, во сред Каракас, во председателската резиденција и буквално го киднапираше Мадуро. Зашто? Нормално не крие за нафта. Слично и во Иран. Ја пушти од узди најсилната воена машинерија на светот и без да стапнат на иранско тло го ликвидираше ајатолахот Хамнеи и уште 50 на клучни луѓе на режимот. Зашто? Си кажа, исто така за нафта. Значи истиот производ како неговите предходници, но само во различно пакување. И сите го сметаа за луд и му се смеат. Додека сите се занимававме со лудоријата наречена Гренланд, тоја среди Венецуела. Додека сите се занимававме со царините и високите царински тарифи, тој го ликвидираше ајатолахот. Па сега нека му се смеат и понатаму. Очигледно е дека зад целото тоа лудило има јасен и прецизен план. А тој план е светска доминација. Или пак обид да се спречи падот на досегашната американска доминација во светот, на сметка на молчеливиот гигант наречен Кина. Секој сериозен институт, дипломат, професор за блискоистични студии или било кој што ја следи светската политика, ќе ви каже дека Кина во последниве децении се развива со огромна брзина. Расте нејзината економска и воена моќ и сите во неа гледаат како на држава која може да му го земе приматот на САД како новата светска сила број 1. Американците тоа го знаат одамна, не само сега за време на Трамп, туку можеби од 80-тите и 90-тите наваму. И целата нивна надворешна политика во изминатите децении, посебно кон Латинска Америка, Блискиот исток, па и Азија, е фокусирана токму на тоа. Се правеа планови, операции, стратегии, како да се редефинираат силите, за да американците нели останат на врвот. Доказ за тоа беше скриената интервенцијата во Либија, директната во Ирак, но и Сирија. Рушењето на Асад беше само расчистување на патот на американците до Иран. Нормално, ќарот сето тоа имаат израелците, како главен сателит на САД во регионот. Секако, они се потикнати и од други мотиви, но на крајот све им одговара на американците. Губитници гледаме се Кина, секако и Русија. Малку ми е мене чудно што Кина, но и Русија те гледаат како сето ова им се случува под нос,
но некако реално како да не превземаат големи мерки за да го спречат. Додуше Асад со нивна поддршка сепак успеа да се одржи долго време додека траеше граѓанската војна. Но после Украина таа поддршка стана веќе невозможна. Можеби провокациите во Украина беа токму тоа, да му се одземе вниманието на Путин од вистинските намери. Тој сега толку е заглавен таму што не може со прст да мрдне за Иран. А и баш и не му смета многу најавата на Трамп дека ја укинува забраната на купување на руска нафта и газ. Значи, како што реков, ова не е нова стратегија на Вашингтон. Разликата е што другите председатели играат со една рака врзана зад грб. Трамп не. Без око да му трепне, ја прати војската во Каракас и го киднапираше Мадуро. Со тоа, преку ноќ успеа под своја контрола да ги стави вторите по големина светски резерви на нафта. Во Венецуела удри и по Куба, која практично обстојуваше и живееше од нивната нафта. Сега тој вентил е затворен. А преземајќи ги Венецуела и Куба, целосно го уништи влијанието на Москва и Пекинг во Латинска Америка. Истовремено, главната дестинација на нафтата од Венецуела, сите знаеме, беше Кина. Што легално, што нелегално. Нели нафтата во оние неозначени танкери секогаш завршуваа во Кина. Како и за Куба, сега и за Кина, тој вентил е запечатен. За да протече, треба да се оди на баци рака кај американците. Значи, она што неговите предходници не можеа да го направат со децении, преку санкции, мини воени интервенции, државни удари и слично, Трамп го направи за една ноќ. На изветрина остана само Иран. Сите знаеме дека вистинските цели на американските проектили не се човекови права, туку огромните резерви на нафта. И не само резервите. Иран го контролира нејзиниот транспорт. Гледаме пред се преку Ормудскиот теснец. Главната артерија од каде нафтата од Блискиот исток не само што се движи кон запад, туку и во обратен правец, кон Кина, Индија. Значи, со Венецуела и Иран, Трамп целосно во своји раце го стави управувањето со вентилите за нафта пред се за Москва и Пекинг. Русија е целосно заглавена во Украина, а Кина, која зависи од енергијата од Латинска Америка и Блискиот исток, сега ќе мора да преговара со Вашингтон. Ова става Америка во доминантна позиција во однос на енергенсите и нивните текови, со што не само што за себе и своите сојузници обезбеди стабилна енергија, туку и го контролира движењето на нафтата кон своите главни ривали, Кина и Русија. Реков преска, нека му се смеат сите на Трамп, на неговите непромислени изјави, неговиот стил, Епстейн фајловите и што се не. Очигледно е дека за целиот овој хаос стои пресметлива стратегија. Тој со два потега ја смени целосно геополитичката карта. На добро или лошо, не знам. Е сега прашањето. Дали е тоа лично негова стратегија или на неговиот тим, или зад неа стојат оние заднински сили во Америка, длабоката држава, нафташи, производители на оружје, милиардери и слично, кои во него видоа шанса да се истераат конечно својата агенда. И главното прашање сега е, до кога ќе трае ова во Иран? Како ќе влијае на нас, обичните смртници? We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. I hear the people are saying, well, you're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve. Мислам дека ваквите изјави, односно проценки дека конфликтот нема да трае долго, се кажуваат само за утеха и начин да се смират нервозните берзи. Сите други сигнали укажуваат на тоа дека војната ќе потрае. Не верувам дека ќе се влоши, но ќе потрае. Гледаме дека Иран сепак не е Венецуела и дека надежите на Трамп и неговите планери дека со елиминацијата на ајатолахот Хамнеи и тие 50 на клучни лидери брзо ќе дојде до промена на режимот, нема да се оствара толку брзо. Прво, гледате, нема никакво цепување на делови од војската или некои важни генерали на моќната иранска револуционерна гарда. Нема оставки или отцепување на високи функционери, например некој амбасадор. Нема критика или напад од некој од луѓето под ајатолахот. Нема некои масовни демонстрации, штрајкови или немири по улиците на Техеран. Главниот сигнал е изборот на наследник на Хамнеи.
Изборот на неговиот порадикален син за нов ајатолах, без некој протест или потреси внатре, говори дека Иран уште не се предава. Колку ќе издржи, не знам. Но знам дека некаква интервенција на терен нема да има. Може да има онакви упади на курдите, размена на оган со пакистанците, некои тајни операции на Мосад или на израелските специјалци, но инвазија нема да има. Сепак Иран е огромна територија, природно заштитена и има 90 милиони жители. Окупација на толкава земја луѓе е невозможна. Единствена опција е некаква внатрешна револуција или граѓанска војна, но како што реков, сега за сега нема сигнали за такво нешто. Друга многу важна работа. Луѓе Иран повеќе од 3 децении се подготвува за директна војна со американците и со Израел. Па во нивната политика, па и во религиозна култура, конфликтот со САД се гледаше како неизбежен. Нешто што ќе се случи, само прашање е кога. Затоа мислам дека државата разви стратегија што не се подпира на брза победа. Знаете, одма да го одбијат противникот, туку на негово исцрпување. Како? Прво, преку масовно производство на ефтино оружје. Па ги гледате ли ракетите, проектилите и дроновите што ги користат? Чинат колку една десетинка од оние американските и израелските. Само една ракета од оние за пресретнување чини колку 10 или 20 проектили од Иран или дронови. Исто така можат преку користење на своите регионални пиони, нели, од типот на Хезбола, не знам, Хутите, тие милициите во Ирак, како и сите други порадикални исламски групи, кои иако можеби не се под директна контрола или финансирани од Техеран, во ова гледаат шанса да удрат по Америка и Израел. Така што на ваков начин може да ја развлечат подолго војната. Таа е да ги чини американците премногу, а со влијанието врз протокот на нафтата, гледате тоа го прават, односно со запирање, да порасне светскиот притисок да се запре конфликтот. И тоа не толку од Европа, Кина, Индија, Русија, туку луѓе од арапските земји. Не приметувате дека контраударот на Иран не беше толку врз американски или израелски цели, туку врз Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Бахрейн и Катар. Земји од кои зависи вредноста на што? На петродоларот, од кој пак зависи и американската економија. Само погледнете колку пари губи Дубај од ударот врз својот туризам. Мислите дека нема да почнат да притискаат врз американците да попуштат? Така што и покрај супериорната воена моќ на американците, војнава може да потрае. Сега, како тоа ќе се одрази врз нас, тука, во Македонија? Нормално, преку цените. Граѓаните стравуваат од нови поскапувања, експертите порачуваат трговците да се вразумат, зашто нема основ за вивнување на цените. Искуството од досегашните кризи покажуваат дека производителите и дистрибутерите ги покачуваат цените на производите, а по стабилизирање на пазарот тие речиси и никогаш не ги намалуваат. Ковид пандемијата и почетокот на руско-украинскиот конфликт го оправдуваат стравот од нов бран поскапувања и злоупотреби од страна на трговците. Компаниите живеат од профит. И на крајот на денот нив им е во интерес, без оглед да ја качуваат цената на собствениот на производите, да го билдаат со тоа профитот и притоа да ги осиромашуваат граѓаните. Универзитетскиот професор Иван Атанасовски смета дека причина за новите поскапувања ќе биде новата цена на дизел горивото, но превозниците тврдат дека нема инстант покачување на цените на превозот. Цените во превозот не растат така автоматски како што многу души мислат, бидејќи зависи од понудата и побарувачката. Доколку на пазарот, а веќе ги има многу повеќе возила кои што се празни, отколку што има стока за превоз, така да све е индивидуално. Превозниците и експертите побараа мерки од страна на владата. Превозниците бараат враќање на акцизата, а експертите европски искуства. Сепак не смеете да им навлезете во тоа што тоа се приватни компании, но она што имате механизам како држава да им ограничите, да дадете одредени субвенции за да помогнете на собствените граѓани во случај да го издржат тој бран кој би следел. Она што треба пред се да се направи е долгорочна стратегија и измени во законот за акциза со цел да не се оданочува, односно да не се зголемува акцизата за превозите кои се вршат на комерцијална основа. Според експертите, Македонија има одличен закон за нефер трговски практики, кој во оваа криза може одлично да се најде за ублажување на евентуалниот ценовен шок. Според економските анализи, на краток рок не треба да се очекува нов бран поскапување.
Поучен од кризите со ковидот и војната во Украина, премиерот Мицковски прво што направи е седна на маса со нафташите кај нас и со газдите на ланците супермаркети. Со време да ги предупреди дека ќе имаат последици ако пробаат да профитираат од ова. И како во минатото да удрат врз жебот на граѓаните. Активно ја следиме состојбата и нема да дозволиме отстапување и профитерство. Државата нема да интервенира во пазарот без причина, но државата нема ли да стои настрана ако се создава реален притисок врз граѓаните без објективна основа, им порача премиерот. Значи власта има механизми како да се спротистави. Во случај да дојде до вистински ценовен удар, не профитерство, таа може да прогласи кризна состојба, може да интервенира во акцизите, ДДВ-то, па дури и да чепне во државните резерви кои те слушнавме се полни. Значи план има. Не сакам ни да навлегувам во она што го бара СДСМ, од типот на целосно намалување на даноци за храна и слично. Беа на власт и видовме што направија за време на ковидот и Украина. Поважна им беше марихуаната отколку економските мерки. Сега и покрај се, што ќе правиме со оние, еве ќе ги наречам воени профитери, кои едва чекаат ваква шанса да ќарат некој денар повеќе. Значи зборувам за злоупотреба на оваа нова светска криза, за да вештачки ги качат цените на производите, вадејќи се на цената на нафтата. Нив кој ќе ги запре. И ова го зборувам од искуство. Зборувам за истите оние кои ги качуваат цените за време на глобалната финансиска криза од 2008 година, ако памтите, војната во Украина, короната и слично, кога да, имаше можеби вистински причини за повисоки цени, ама не толкави. Такви симптоми видовме уште вечерта пред да поскапи дизелот. Поради немање доволно резерви на нафта и празни резервоари, една компанија може да остане без лиценцата за работа. Други две се тргнати по истиот пат откако кај нив се утврдени и други пропусти освен недостаток на нафтени резерви. Ваква фактичка состојба утврдили инспектори од повеќе институции, дознава телевизија Алфа. Од регулаторна која е надлежно тело потврдуваат дека течат роковите за одземање на дозволата на компанијата по пријава од вонреден инспекцијски надзор од Државен пазарен инспекторат, но засега не откриваат податоци точно за кој ланец на бензински пумпи се работи. Согласно член 50 став 2 од Законот за енергетика и член 30 став 2 од Правилникот за лиценци кој важеше до стапување во сила на новиот правилник, друштвото е задолжено во рок од 7 дена од добивање на известувањето да се произнесе во врска со настанатите причини за одземање на лиценцата и начинот на пресметка на оперативните резерви по истекот на оставениот рок, а земајќи го во предвид произнесувањето на друштвото, РКЕ ќе постапи во рамките на надлежностите утврдени во Законот за енергетика. Според информациите на Алфа, надлежните се очекува до регулаторите да достават уште 2 пријави за останатите компании кај кои биле затекнати повеќе неправилности по почетокот на војната во Иран и очекуваното поскапување на нафтата. Предходно на почетокот на годината помал трговец со нафтени деривати бил затворен поради низа пропусти. Според подпишаниот меморандум за соработка помеѓу Државниот пазарен инспекторат и регулаторна, инспекторатот активно учествува и доставува предлози за одземање или доделување лиценци. Инспекторите се на терен и формираат од пазарна. Прават надзори за спречување на недостаток на нафтени деривати на бензинските станици. Се контролира и дали има злоупотреби од страна на компаниите за богатење во време на криза. Токму така, владата треба да се занимава со овие, да ги контролира и секој што ќе се обиде да направи нешто, жестоко да го санкционира. Инаку џабе ќе ни биде раст на економијата од 3,5%, раст на градежништво, изградба на патишта, повисоки плати и пензии, кога наместо ефектите од овие мерки да ги почувствува граѓанинот, на крајот некој бизнисмен ќе сака да си ги наполни џебовите. Да не се разбереме погрешно, вистинска опасност за вивнување на цените постои, посебно ако конфликтот потрае, но и исто така има и опасност од страшна злоупотреба. Сега, освен економските ефекти, како што кажав на почетокот, оваа војна целосно ќе го промени светот. Ќе го смени распоредот на силите, ќе има нови геостратешки поместувања и слично. Освен САД, поместување очекуваме кај Русија, Кина, Индија, земјите од Латинска Америка и најважно за нас, ќе има поместувања во Европа. Во овој момент, Европската Унија некако како безгласна буква, седи на страна и немо гледа што се случува. Очигледно и во европските центри се размислува како понатаму. Едно, во што се согласуваат сите, е дека е потребно сега, повеќе од било кога, да се покаже единство. Не само единство, туку и проширување на своето влијание. Тоа најлесно би можеле да го постигнат со проширување, со влез на Украина, Исланд и пред се Балканот, кој во моментов, иако е важна транспортна рупа, сепак сме како слепо црево. И заради тоа е погодно тло за мешање. Секако, американско имаме, но
руско, кинеско и слично. Со проширувањето тоа би се спречило. Но не проширување како така некоја идеја за 10-20 години, туку што побрзо, веќе во 2007 година. И затоа не случајно се појавува ваква идеја. Македонија заедно со другите земји од Западен Балкан на почетокот на идната 2027 година да стане членка на Европската Унија, но без право на глас. За ова сценарио за некаков вид получленство говореше премиерот Христијан Мицкоски во вчерашната емисија на Канал 5 Само интервју, за кое вели дека е дел од мировното сценарио за Украина и евроинтеграциите. Постои една идеја која што се погласно се слуша и во Брисел и наоколу, и го опфаќа мировниот план за Украина. Првото сценарио е да Украина, заедно со Црна Гора, Албанија и Македонија, стане земја членка на Европската Унија, и тоа да се случува на почетокот од 2027 година. Седне на масата, се развива македонското знаме во Брисел, но без право на глас. Сето ова би подразбирало постепено исполнување на обврските за затворање на поглавјата и како ќе се затвараат, така постепено ќе се интегрира, се додека целосно не го усогласи својот систем за она што го бара Европската Унија. Заедно со ова, задолжително се и два услови, и тоа заедничка надворешна и безбедносна политика и владење на правото. Сепак и покрај ваквиот метод, на Македонија ја останува обврската за уставните измени. Тоа е наведено и во извештајот на Томас Вајц, известувачот за напредокот на Македонија, кој треба да биде презентиран во Европскиот парламент. И покрај некои позитивни случувања, напредокот во реформската агенда поврзана со Европската Унија во клучни области како владење на правото, судски реформи и борбата против корупцијата остана недоволен. Постои итна потреба од поголема политичка волја за надминување на тековниот застој околу усвојувањето на уставните измени. Во време на длабоки геополитички промени, Европа мора да остане обединета. Од СДСМ состав дека извештајот на Вајце потврда дека власта ја турка Македонија во изолација. Цитирам, процесот на пристапување е сопрен. И ова не е оценка на опозицијата, туку официјален став токму наведен во овој извештај. Во документот јасно се наведува дека нема напредок во владењето на правото, правосудните реформи и борбата против корупцијата, и пораката од Брисел дефинитивно е јасна, проширувањето може да се забрза, но само ако има вистински реформи и владење на правото. За идејата земјите од Западен Балкан да станат членки на ЕУ без право на глас се говори веќе извесен период. За ова се зборувало и на безбедносната конференција во Минхен, но засега ништо официјално не е ставено на маса. Иако многумина се изненадени од ова што го соопшти премиерот, сепак не станува збор за нешто ново. Прво и основно, идејата дека некоја држава може да влезе во Европската Унија, да нема исти права како останатите членки, особено ете правото за глас, не е официјално потврдена од Брисел. Договорите на Европската Унија, односно основачките правни акти, не предвидуваат категорија членка без право на глас. Точка. Таа не произлегува од формална одлука на Европската комисија или Европскиот совет. Станува збор за концепт кој постепено се развива меѓу интелектуалната елита, но и во тајни разговори меѓу дел од политичарите. А дури подоцна може да влезе во поширока политичка дебата, како можно ете решение за забрзано проширување во вакви кризни моменти. Дека не станува збор за нова идеја, сведочи фактот дека само последнава година премиерот на Албанија Еди Рама во повеќе прилики ја пласира тезата, секако што се однесува за Албанија, дека може да стане членка до крајот на 2027, но без право на глас или не целосно интегрирана членка. Сепак, за почетокот на овој пристап се појавува уште далечната 2018, кога во една анализа на угледната фондација Роберт Шуман се предлага таква една слична идеја за пробен период на членство. Не нешто како членство без право на глас, но како концепт се споменува. Слична идеја, но малку поразработена, се појавува и во документ на Бриселскиот центар за политички студии, каде таму, како што реков, се доработува. Се предлага модел на постепено пристапување, но јасно се споменува можност за целосно функционално учество без право на глас. Во 2022 година уште понатаму се разработува оваа идеја, така што Европскиот совет во своите официјални заклучоци споменува постепена интеграција, но не, да бидам јасен, членство без право на глас, туку постепено вклучување во политичките пред формалниот прием.
И Европската комисија во 2023 година споменува постепена интеграција со пристап до европските фондови и политики, но под строги услови. Сега, откако се искомплицираа работите околу Украина во 2024 и 2025 година, целава оваа дебата зема залет. Неколку европски think-tankoви, како ги викаат, јасно и гласно заговараат слични идеи, но сето тоа останува на ниво на академска и политичка дебата. Значи, официјална одлука нема, затоа што прво и основно право на глас во Советот на ЕУ е составен дел од институционалната рамка. За да некој влезе без право на глас, ќе мора да се менуваат договорите. Што да, правно и политички е многу сложено, но сепак остварливо. Да повторам, до денес нема официјална одлука на Европска комисија, Европски совет или Европски парламент која предвидува оваа идеја. Да постои концептот постепена интеграција, но не и така наречена втора класа за членство. Доказ за тоа е нели и изјавата од евроамбасадорот Рокас дадена кај нас. As you know that the accession process and EU integration, it is defined by the existing EU treaties. And at this moment, in the treaties, there is no second-tier enlargement, meaning that every candidate, every successful candidate, they have the rights to vote and the right to veto. If we have to change that, it has to be a treaty change, a revision of the treaty which requires unanimity of all EU member states. I know that there is the political debate in the region, but also in Europe, of how the European Union can become more effective, especially if many countries, 4, 5, 6, they are going to access during the same time. You all know that the European Union needs to have immediate responses to the challenges of today, and this is a debate that is all around, but what I would say is, for the time being, the treaties are as they are, so the biggest priority it is to implement reforms, implement the commitments, so we can have a clear path towards accession for North Macedonia. Are there any chance to change the treaties? If there is unanimity of EU member states to agree on the revision, yes. But this would require unanimity among EU member states. This is the EU treaties. Значи, амбасадорот е во право, но исто така, ова не значи деман дека, кој што слушнавте, дека таква идеја постои. Затоа ќе повторам, кога во јавноста се зборува за прием без право на глас, таа теза не потекнува од конкретна одлука, туку од комбинација на предлози, анализи и политички дискусии за забрзано проширување во услови на геополитичка криза. И токму таа геополитичка криза, посебно сега после Иран, е тоа што ми дава чувство дека сепак идејата може да се оствари. Таа не е специфична за Македонија, туку за целиот Западен Балкан како пакет. А главната цел е јасна – Украина. Што ќе се прави со неа дури ако војната продолжи, или уште подобро ако таа заврши. И покрај сите симпатии од повеќето европски земји, и покрај желбите на многу европски државници, тие не можат току така Украина да ја направат членка преку ноќ. Токму тие процедури, нели копенхашките критериуми, разните други условувања, барања за реформи и слично, со кои ние се мачиме еве со години, важат и за Украина. Тие се официјален дел од документите и правилата на Европската Унија. И сакали или не може да бидат заобиколени само заради една земја, во случајов Украина. Значи правилата ќе мора да се менуваат, а ако се сменат, тие ќе мора да се сменат за сите заедно. И пречка не е само фактот што Украина е далеко од исполнување на некакви реформи или ете не ги достигнала стандардите. Па побогу, тоа луѓе држава која не контролира 20% од својата територија. Но има и земји членки кои не сакаат туку така да погазат се само за да му учинат на Зеленски. Тука знаеме дека прва е Унгарија и нејзиниот премиер Виктор Орбан, кој неколку пати досега става вето на одлука на ЕУ во однос на Украина. И во право е човекот. Зашто нему и на Унгарија душа да им се вади за себе во Брисел, а на Зеленски Украина да им се замижува? Зошто одеднаш на Зеленски да му се даде толкова моќ? Да може да решава за иднината на Европската Унија. Па така, нели и за Унгарија. Значи, вакви недоразбирања има многу. И токму затоа се турка идејата членство без право на глас.
Тоа би било некаков компромис меѓу тие што би му дале се на Зеленски и тие што не сакаат туку така да дозволат некој да решава за нивната судбина. Сега, ако членство без право на глас го нема официјално во европскиот систем, како би се вовел во реалност? Тоа би можело ако европските лидери политички одлучат да го забрзаат процесот, да применат флексибилност, да воведат преодни периоди или фазно воведување на права. И тоа веќе се случувало во минатото. Значи, политичка одлука може да го забрза и обликува процесот, но не може да го прескокне правниот механизам кој е на сила. Но дека ваквата идеја зема залет, па еве зборува и заедничкото писмо или колумна, што ја објавија Еди Рама и Вучич. Во заеднички авторски текст, двајцата нагласуваат дека не инсистираат на членство во Европската унија, туку на прием на нивните земји во единствениот европски пазар и Шенген зоната. Значи нешто многу слично. Многу европејци се прашуваат дали ЕУ може ефикасно да функционира со значително повеќе членови, а загриженоста за донесувањето одлуки, институционалната рамнотежа и политичката кохезија е легитимна. Не сме наивни, тие аргументи имаат тежина, пишуваат Рама и Вучич. Затоа тие се залагаат за заобиколување на стапицата на вето со тоа што ќе им се дозволи на земјите кандидати, што ги исполнуваат условите, барем засега, да се приклучат на единствениот европски пазар и Шенген зоната, наместо да бараат полноправно политичко членство. Таквиот пристап нема да опровери архитектурата на донесувањето одлуки во ЕУ, нема да ја провери институционалната рамнотежа на Унијата, нема да имплицира доделување право на вето, дополнителни комесари, дополнителни членови на Европскиот парламент или промени во структурата на гласање, пишуваат Рама и Вучич. Со други зборови, предлагаат нешто слично, речиси идентично на членство без право на глас. Значи, не зборуваме за некоја идеја која таму му се сонила на некому во Македонија, туку е сериозна иницијатива за која се размислува и во Брисел. Доказ за тоа е уште едно. Угледниот магазин Политико објави дека амбасадорите на ЕУ го одбиле предлогот на фон дер Лајен за брз прием на Украина, односно нејзините иницијатива за доделување членство во ЕУ со ограничени привилегии и право на глас. Сепак оставиле простор пред било каква одлука прво да се направи експеримент. Кога станува збор за прием на нови членки во ЕУ, Европската комисија има еден главен приоритет – да се осигура дека ниту една надеж нема да се претвори во следната Унгарија. За да се постигне тоа, планот е Црна Гора, која е близко до завршување на преговорите за членство, да се искористи како заморче. Комисијата сака да стави долгорочни заштитни мерки во договорот за пристапување на Црна Гора, за да се осигура дека блокот може да одговори ако младата балканска земја заостане во демократијата или владењето на правото. Ова ќе биде договор за пристапување што ќе ги дефинира идните договори за пристапување, изјавил функционер на комисијата за угледниот Политико. Значи дека идејата не е млатење празна слама и не случајно премиерот Мицковски обелодени со јавноста. За разлика од владата која внимателно следи, оние изгубени од опозицијата, освен што бараат бугари в устав да ставиме, како да не читаат вести. Па уште замислете, онаа фигура која никогаш не успеа да стане вистински амбасадор Жерновски, излезе јавно да си каже дека тоа било манипулација, дефокус со несериозна конструкција. Но да не му замеруваме, толку знае кутриот. Подалеку од Бихачка и Филипче не гледа. Впрочем, што да очекуваме од партија која во првична реакција за војната во Иран и глобално поместување побара американците да не бомбардирале бидејќи сме имале таков режим. Боже Господ. Најде ќе ги баталеме. Туку што би значило се тоа за нас? Ко мене ме прашувате, тоа би било квантен скок во нашите евроинтеграции. После толку декади дремење и чмаење во чекалната, влегувањето во ЕУ, па дури и вака со половина нога ќе биде огромен чекор. Важно е што конечно ќе се отворат границите, што ќе донесе забрзување на секаков развој, посебно на економијата, а ќе добиеме и полиберално и поконкурентно општество. Ако оваа нова привремена форма на интеграција опфаќа и влез на Македонија на единствениот пазар, нели тоа носи слобода на движење на луѓе, стоки, услуги, капитал, што би се рекло главниот бенефит од членството, тогаш таа понуда треба да се зграпчи, да се прифати без размислување. Не само тоа, туку како држава треба да бидеме во групата што ќе притиска оваа идеја да стане реалност. Но ете има и своји лоши страни. Според некои аналитичари, дури и во модел на фазно членство би продолжиле да бидеме под силен притисок да ги исполниме обврските што веќе ги имаме прифатено. Значи, доколку се отвори модел на постепено или слоевито членство, реално е да очекуваме дека условот за уставни измени ќе остане. Брисел ретко се откажува од веќе поставени критериуми, а тука секако ќе биде и притисокот од Бугарија. Така што цената од тој проклет француски предлог што го прифатија СДСМ и ДУИ е дека во сите варианти Бугарија ќе инсистира на уставни измени. И тоа не поради технички причини, туку поради политички интерес. И тука владата мора да опстои на својот став за условени измени.
но тие измени кои ќе важат со конечниот прием. Реков, според мене, идејата би требало да се прифати, па дури да се форсира, а не да се слушаат дипломатски неписмени ликови од типот на Жерновски и други зачадени глави од опозицијските редови. Затоа што замислете ние да одбиеме, а Украина, Црна Гора, Албанија бидат ставени на брза лента и влезат во ЕУ, па макар и со членство од втора класа. Дури тогаш Македонија останува сама, изолирана, баш вистинско слепо црево, не на Балканот, туку на цела Европа. Тогаш ќе видиме што значи притисок за уставни измени и ново вето од Бугарија. Не случајно само некој ден откако премиерот најави дека ваквата варијанта е во игра, одма се јавија Бугарија. Сепак мораме да имаме предвид дека зборуваме за Европска унија, која иако раѓала одлични идеи, неретко се откажувала од нив, или по пат некои земји членки ги уништувале тие идеи со додавки од кои се губела целата смисла. Така што станува прво да видиме како ќе се развива војната во Иран и како на крајот ќе се позиционира ЕУ, пред да донесеме одлука. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Знам дека можеби пропуштивме некои од темите на неделава, но овие ми лежа Иран и ЕУ и сакав да ги искоментирам. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела на исто место во исто време. Имајте пријатна вечер.